Почитувана јавност, добро е вака и на отворена сцена да ја видиме коалицијата помеѓу СДСМ, Певица и ќе видиме уште малку дали Дуи ќе се приклучи кон оваа коалиција. Колега Талевски, спомнавте Башибозук. Ви молам само имењата на политичките партии да бидат коректно кажани. Благодарам, подпредседателе, меѓутоа во неколку наврати Апасиев рече дека тоа било негово право како ќе ги менува партиите и ја условуваше мојата партија со ДПМН, согласно неговото укажување, јас политичката партија на која што тој е председател ќе условувам со името Певица, затоа што и вака ми личат пред македонската јавност на луѓе кои што се задолжени само да ја забавуваат. Колега Талевски, спомнавте Башибозук и самоволие. Интересно да го слушаме тоа од пратеник на СДСМ, кој што е веќе втор мандат во овој парламент и бил пратеник во претходниот мандат, кога се изнагледавме што е Башибозук и самоволие, кога за прв пат во нашата плурална историја видовме како претседател на собрание буквално ги пцуе вработените во собранието, а одговор од неговата политичка партија и од него беше Талјат Џафери е најдобриот председател на собранието. И тоа го повторуваа како расипана лента сите до еден пратеници на СДСМ. Колега Талевски, зарем не е Башибозук и самоволие министри од вашата влада да трошат државни пари преку службени картички за купување на разни подароци, мечиња, хулахопки, кофери, нормално сите брендирани? Зарем не е Башибозук и самоволие да се плаќаат илјадници евра за еден ноќ во апартмани луксузни во европските метрополи? Зарем не е Башибозук и самоволие да се плаќаат авионски карти, а да не се оди на тоа патување? Смешно е и глупо е да поддржите една ваква интерпелација, при тоа не спомнувајќи го господинот Африн Гаши ниту еднаш во вашиот говор, колега Талевски, а ВМРО ДПМН, Мицкоски и Панче Тошковски не ги извадивте од вашата уста. Тоа е само доказ дека ова што го правите е безизлезност, ова што го правите е од немајкаде и се обидувате со некаков гол популизам да дојдете до некаков ситен политички поен во политичка партија која што е буквално предраспаѓање, во политичка партија во која што пратениците помеѓу себе еден со еден не разговараат, се групираат на различни групации и не си ги почитуваат партиските одлуки. Така што да, смешна и глупа е ова интерпелација над Певица поддржана од политичката партија.